Почитуван министер Тевдовски и претходниот говорник спомена, знаеме дека Алијансата беше формирана во едно друго време, нормално како воена институција. Меѓутоа, нешто според мене како атлантист што ме фасцинира во НАТО Алијансата, тоа е начинот да се адаптира и начинот за умешноста во самата трансформација. И денес гледаме еден воен сојуз, точно е, меѓутоа кој се повеќе политички и економски. Примерите од регионот Хрватска, Албанија, Бугарија доволно говорат за тоа. Ќе ми кажете дали има некоја мапа одредена на која може да се каже на земји кои се сигурни за инвестиции по влегувањето во НАТО и кои би биле нормално бенефитите за нашата земја? Добар ден на сите. Јас најпрво сакам да се заблагодарам еве што имам можност на овој важен ден да зборувам. Пред да ги директно да одговорам на економските бенефити, би сакал да кажам дека приоритет за владата на Република Македонија е влезот во НАТО. Ако сакате да видите во некоја земја дали е стварно така, погледнете го буџетот. Ако последните 10 години буџетот на одбраната бил намалуван некаде од 2007 година, 2018 година е прва година во која буџетот на одбраната во Македонија е значително подигнат со цел да постепено да почне да се доближува до НАТО стандардите. Значи тоа е за нас приоритет и ја како економист ќе кажам дека да, и ние веруваме дека тоа ќе донесе сериозни економски бенефити за Македонија. Зошто? Секако дека НАТО представува колективна безбедност за низините земји членки, а ако гледате за инвеститорите кои што се важни за економијата да оди напред, безбедноста и сигурноста се веројатно поважни од сите оние останати услови за водење на бизнис. Даночна политика, потоа процедури, административни подобрувања и можности за влез или излез на фирмите, сето тоа не е толку важно ако не постои доволно безбедност за инвеститорите. А НАТО е тоа што токму дава печат и едно сидро на безбедноста. Секако дека примерите на земјите од нашето соседство покажуваат сериозен раст на инвестициите во годините, во некој период после, 5-годишен период после влезот во НАТО. Например, ако ги погледнеме странските инвестиции во Албанија, во годините 5 години пред влезот во НАТО изнесувале просечно некаде околу 7% изнесувале некаде 5% за потоа во периодот 5 годишен од 2009 година до 2013 година да се зголемат на 9,1%. Значи скоро двојно се зголемени. Исто така ако ја погледнеме Бугарија, во Бугарија стапката на инвестиции, странски инвестиции како однос на бруто домашниот производ е зголемена некаде од 7% на големи 19%. 19% значи повеќе од двојно во периодот на влезот на Бугарија во НАТО. Секако дека тука има влијание и интеграцијата во Европската унија и годините дека се тоа години на експанзија на економијата, но клучно е дека инвеститорите по влезот во НАТО доаѓаат во земјите, дека започнуваат да се отвараат нови работни места, дека почнуваат да се градат објекти, дека започнува да се движи економијата. Ако ги погледнеме резултатите во Бугарија, стапката на раст на економијата некаде пред влезот, ако споредиме 5 години и по влезот е дуплирана, некаде од 2,6% раст на БДП, да после влезот во НАТО е зголемена на 5,6%. Значи имаме сериозно зголемување и еве во примерот на Бугарија стапката на невработеност по влезот во НАТО е преполовена. Значи ова се сериозни економски перформанси. Ние очекуваме дека влезот во НАТО ќе доведе до раздвижување на економската активност, до значајно намалување дури и
притисок да невработеноста да се намали. Можеме да видиме дека во последните 10 месеци заради очекувањето за блиска интеграција во НАТО, дури и македонската берза, македонскиот берзански индекс започнува посериозно да расте. И сега и во оваа прилика јас би кажал нешто што можеби не сум кажувал јавно до сега, тоа е дека влезот во НАТО е многу важен и за меѓународните финансиски инвеститори. Ние кога работевме на еврообрзницата, разговаравме веројатно со сите поголеми меѓународни финансиски инвеститори и нив ги интересираше секако каква е макроекономската стабилност, какви се фискалните политики во земјата, но исто толку важно за нив беше колку земјата е блиску до влез во НАТО. Еден од аргументите кои што за нив беше важен е дали ние имаме луѓе оваа битка за НАТО да ја направат. Ние со гордост зборувавме дека вице-премиер кој што ги водеше евроинтеграциите, кога Македонија беше звезда во регионот до 2006 година заедно со Хрватска, беше Радмила Шекеринска, а дека сега е таа која што ја предводи македонската одбрана и веруваме цврсто дека Македонија ќе влезе во НАТО и дека тука ми е драго што има студенти, дека и Македонија ќе има сериозни економски бенефити, пред се придвижување на инвестициите, раст на економијата, намалување на невработеноста. Ви благодарам.